Разговараме со председателот на регионалниот сојуз на земјоделски синдикати, господинот Ристо Вилков, а темата на нашиот разговор е воведената мерка за заштита на домашното производство од страна на Република Косово, која што се однесува на повисока царина од 30% при увоз на земјоделски производи, овошје и зеленчук. Македонија реагираше, македонската влада, дека и бараше да се прекине оваа мерка со цел да не се наруши трговскиот однос помеѓу двете земји. Господине Велков, сметате ли дека досега веќе имаше проблеми со извозот, дали е намален, дали се чувствува притисок помеѓу производителите и откупувачите? Да, како што рекоте, веќе 15 на дена е забранет увозот или зголемена тарифата за давачки кон Косово. Мораме да признаеме, ние мораме да кажеме податокот за нашата држава како се одразува сето тоа во извозот на земјоделските производи. Мораме да кажеме дека за овие 15 на дена значително опадна извозот на сите земјоделски производи, пред се тука се однесува на производи од растително производство и тоа од градинарство, воштарство, а веќе на снага е и производот од лозарството. Мислам дека тоа ќе влијае негативно и кај самите земјоделски производители, бидејќи, како што знаеме, оваа година се соочија со две проблематики, и тоа како со климатските фактори кои се одразија во самото производство, исто така и со ниските откупни самите земјоделски производи. Меѓутоа мораме да кажеме дека овие 15 дена значително опаднаа количините кои што се извезуваа надвор од нашата држава. Доколку не се укине оваа мерка, сметате ли дека треба како контрамерки да воведе и македонската влада? Во случај на неповлекување на оваа мерка од страна на владата на Косово се спомнуваат некои реципрочни мерки, меѓутоа како земјоделски производител и представник на земјоделски производител, имајќи го параметрот како се однесува тоа увоз-извоз од страна на двете држави во сферата на земјоделските производи, знаеме дека тоа е негде 100 спрема 15 милиони долари или евра. Мислам дека тоа нема ништо да помогне, меѓутоа бидејќи сме членки на една иста организација, тоа е ЦЕФТА, која што треба да исполнува одредени критериуми во сферата на увоз-извоз на дадени производи. Ако членките на оваа организација не превземат некои соодветни мерки пред се, мислам на надокнада на штетите кај нашите земјоделски производители во сферата на непродаденото производство, мислам дека тоа треба да се предземе во иднина на било која наша влада. Во случај кога имаме веќе понуда енормна на наши земјоделски производи пред се од домашно производство, мислам дека треба и ние веќе да се служиме со вакви мерки, да не дозволуваме никако увоз на производите кои што во ова време стасуваат. Тука се однесува, ако ги земеме градинарските производи, некаде од 15-20 мај па до почетокот на јули месец. Мислам, пак ќе потенцира. Ако не се превземаат соодветни мерки од страна на организацијата за надокнада на штетите на нашиот земјоделски производител што ги трпи од неизвезените производи, треба во иднина и ние со истиот режим да постапуваме. За ова веќе зборуваме, но еве години наназад реагирате дека при стартот на бербите и во екот на производството на одредени производи неконтролирано се врши и увоз на истите тие производи од соседните земји или онаму каде што има слично производство. Сметате ли дека во иднина македонската влада треба да размислува за ограничување или пак заштита на домашното производство? Па од една страна мораме да признаеме дека има едно непланско производство, не се знае која култура, колку количини од даден производ може да се соберат во даден производствен турнус. Мислам дека ако, пак ќе потенцирам, ако не се случи нешто со надокнада на обештетување на нашиот земјоделски производител, мора, пак ќе кажам, мора било која влада да го земе во предвид сето тоа во екот на периодот на најголемите количини на земјоделски производи да не се дозволуваат увоз од страна на други држави. Дали се однесува од Албанија или од други држави, не е важно тоа. Ви благодарам за разговорот.